Со читање на песната Липа од Матеја Матевски, денеска во Друштвото на писателите на Македонија се одржа манифестацијата Празник на липите, на која годинашните награди на Друштвото на писателите на Македонија книжевен жезол им беа врачени на поетот од Охрид Видое Видичевски и на романскиот поет Ѓорѓе Добре. Наградите им ги врачи председателката на Македонската писателска асоциација Сонја Стојменска Елзесер, а за нивното отворештво зборуваа писателите Раде Стилјан и Ермис Лафазановски. Ова негова определба е со кристално јасен татковински белег. Видое Видичевски гради свест за времето и за судбините настанати и судбинските настани што оставиле длабоки траги во неговата душа. Тој е сведок на мноштво гледки привиденија, на возбудливи доживувања на романтични излети кои ставиле неизбришливи траги во поетовата меморија. Природните езерски убавини, прошетките низ Малесија и Дримко, младешките доживувања на прекрасната Галичица, сето тоа е врежано во поетовата душа, та низ каежот на стиховите наизразито се остварува во стихозбирката Вечерен пејсаж над градот, за која академик Матеја Матевски ќе напише дека е изразито медитерански обоена книга со лирска атмосфера полна со таинственост, соопштена со модерен јазик. Видое Видичевски ја прифаќа девизата дека песната е недовршена човекова драма, создадена од множество изрази, пориви, падови и дилеми. По многу своји тематски и естетски својства, тој спаѓа во ред на поетите исповедници. Неговите песни не припаѓаат на оној вид поезија што трага по совршенството, но нивната функција е повеќе слојна, потикнувачка, љубопитна. Видичевски е повеќе од 6 децении активно присутен на македонската книжевна сцена, автор е на поетски и на прозни книги, а особено е значаен неговиот ангажман во покренување и профилирање значајни институции во неговиот роден Охрид, историскиот архив, Радио Охрид, манифестацијата Прличеви беседи и е меѓу иницијаторите за основањето на фестивалот Охридско лето. Наградениот поет се заблагодари со песни за потопите, за која изјави дека упатува порака како се живеело и како да се излезе од ќорсокакот, за да може, како што рече, да живееме како луѓе и да бидеме среќни. Поколението да доживи раз голем, за да може да се наметне со своето живење и во светот. Многу ми е драго што пред се ми ја деделуваат колегите. Тоа е едно, а што еве на крајот од криштата и човек од провинцијата некако успеа да добие и награда. Односно, да го добие жезлот. Еден символ кој е многу значаен за сите нас. Во својот осврт за романскиот поет Ѓорѓе Добре, кој го наслови од другата страна на брегот, поезијата како освојување на невозможното, писателот Лафазановски рече дека овој истакнат поет и есеист од Романија успеал да стигне од другата страна на брегот, како што рече, не само со својата длабока и филозофски ориентирана поезија, туку и преку културниот мост кој го изградил во својата поетска кариера, со кој ги зближил македонската и романската култура. На собирот во Друштвото на писателите на Македонија денеска беше врачена и плакетата на поетисата Мирјана Тренчева, добитник на наградата Даница Ручигај за 2017 година, која, читајќи ја својата песна Патот за Итака, рече дека тоа не е патот на Одисеј, туку тоа е македонскиот пат кон нашата Итака.